Влијателните медиуми од Европската унија денеска на големо опишуваат дека лидерот на македонската опозиција Зоран Заев е фатен во лага. Два влијателни бриселски медиуми, EU-Reporter и EU-Today, во своите текстови наведуваат дека потегот на Заев го поткопа неговиот личен кредибилитет, како и дека неговото однесување не само што е штетно за билатералните односи со Израел, туку и за меѓународниот углед на Македонија. Во нивниот извештај стои дека додека политичките лидери се познати по тоа што се економични кога станува збор за вистината, многу ретко се обвинети за лажење и тоа од страна на нивните билатерални партнери. Бројот на работници во индустријата во септември е зголемен за 1,2% во однос на истиот период лани, објави Државниот завод за статистика. Од статистика објавуваат и дека во првиот квартал годинава 69,4% од домаќинствата во Македонија имале пристап до интернет од дома, што е за 1% повеќе во споредба со истиот период минатата година. Од денеска Управата за имотно-правни работи од Агенцијата за катастар на недвижности по електронски пат добива копија за катастарски план и уверение за движење на земјиште, со што се забрзува постапката за приватизација на градежното земјиште во државна сопственост. Електронското поврзување на двете институции стартуваше со оделението на Управата во општина Центар, а во следниот период и останатите подружници ќе се поврзат со системот. Во изминатото деноноќе издадени се потврди за намера за поднесување барање за азил на вкупно 2853 странски државјани. Најбројни се државјаните на Сирија, над 1400, и на Авганистан, над 1000, додека другите се во помал број. Во периодот од 19 јуни до денеска издадени се потврди на вкупно 192.810 странски државјани. 4 од 11 држави долж западно-балканскиот пат на мигрантите се обврзаа дека ќе примат вкупно 12.000 бегалци. Четвртина од таа цифра ќе бидат примени во Србија, изјави портпаролката на Европската комисија Наташа Берто. Србија ќе прифати 3.000, Австрија 4, а Хрватска и Словенија по 2.000 мигранти кои ќе бидат распоредени во прифатни центри. Британскиот премиер Девид Камерун предупреди дека надвор од Европската унија Велика Британија нема да биде земја во која ќе тече мед и млеко. Според него излегувањето од унијата може да ја чини земјата стотици милиони фунти и многу е веројатно дека нема да ја запре имиграцијата. Ова е прв пат до сега британскиот премиер отворено да предупреди на последиците од излегувањето на Велика Британија од унијата. Ваквата порака е директно упатена кон евроскептиците и кон оние кои заговараат напуштање на унијата во која земјата членува 42 години. Синот на францускиот министер за внатрешни работи Лоран Фабиус, Тома Фабиус, им должи 3,5 милиони долари на повеќе казина во Лас Вегас, долг што го направил истата ноќ кога неговиот татко во Париз беше назначен за шеф на француската дипломатија. Во Соединетите Американски држави е издаден налог за негово апсење. 33 годишниот Тома Фабиус во 3 казина во Лас Вегас во ноќта меѓу 15 и 16 мај пред 3 години со чекови без покритие во износ од 3,5 милиони долари или 3,2 милиони евра купувал жетони во казината.